Здраво и живо и добре дојдовте во првата епизода на Процедурално. Сигурно можете да насетите дека станува збор дека ќе разглабаме работи кои што се случуваат во општината. Ќе земаме општина Прилеп како примерно важи за сите локални самоуправи, затоа што горе-долу имаат исти статути, исти правилници за работат според закон за локална самоуправа. И сега ајде мал вовед вака, сите знаеме дека во општина Прилеп, или би требало да знаеме, има 27 советници, одлуките се носат со мнозински гласови, значи со мнозинство од гласовите, но пред да дојде една одлука на дневен ред на седницата на советот, таа поминува еден филтер кој што се вика комисија. Значи, еве ќе земеме како најважна на некаков начин, затоа што парите се секогаш најважни, комисијата за финансирање и буџет. Сега, таа комисија треба постручно да се разгледуваат сите предлози, за потоа да бидат образложени пред советот и советот да ја донесе одлуката која што на крајот на криштата после треба градоначалникот како извршна власт во градот да ја спроведува. Муабетов ми е, во новиот состав веќе помина 11 седници, една работа која што поминува низ глава додека ги гледаш и додека ги следиш тие седници. Според каналот на општина Прилеп, каналот на YouTube, очигледно се зголемува интересот кај прилепчани за да ја следат оваа седница, овие седници. Муабетов ми беше паѓа во очи дека некако комисиите ептен проформа работа. Значи, мнозинството кое што е во советот си има мнозинство и во комисиите, си гласа, не знаеме како оди таа дебата, се што можеме да разбереме како оделе дебатите на комисиите од тоа што ќе каже евентуално некој советник, ти рече така, не реков вака, записници немаме јавно достапни, немаме ништо и сега на крајот на криштата муабетов ми е следен. Секој предлог пред советот го доставува комисијата и председателката го повикува обично председателот на комисијата да достави извештај за тоа што работела и како работела таа комисија и што му предлага на советот. Да видите како изгледаат извештаите. Да видите што председателката бара од тој што е на... Да се изјасни господин Игор Николовски да поднесе извештај односно овие точки. Да поднесе извештај, така? Ајде, господин Николовски. Случајно избран... Почитувани, комисијата ја разгледа и предлог одлуката за освојување на финансиски план на јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп и со 4 гласа за и 1 воздржан му предлага на советот да го донеси, а исто така беше разгледана и точката одлука за освојување на програма за инвестиции во јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп и со 5 гласа за му предлага на советот да ја донеси. Благодарам. Што слушнавме, што работеле, се состанале, зборувале за таа точка и гласале со 5 гласа за. Очигледно тука сите членови, затоа што мислам дека беа и 5 члена на секоја комисија. Не е важно дали едногласно. И не е важно само вие внатре да се убедите дека треба да го гласате и да го донесете во извештај. Што му оваа седница оди на YouTube, треба да биде и за мене јасно зошто го гласате. Значи треба да образложите што содржи тој извештај, кои се предностите, кои се недостатоците, кои се недоумиците, баремено 5-6 минути, 10 минути образложение. Многу е логично. Ајде да видиме уште еден пример. Комисијата ги разгледа и предлог финансиските планови на Основното општинско музичко училиште Ордан Михајловски Оцка и го донесе со 3 гласови за. Финансискиот план на Основното општинско училиште Климент Охридски со 4 гласа за. Финансискиот план на Основното општинско училиште Кочо Рацен со 3 гласови за. Финансискиот план на Основното општинско училиште Добро Евановски со 4 гласови за. Финансискиот план на Основното општинско училиште Блаже Коневски со 4 гласови за. Финансискиот план на Основното општинско училиште Гоце Делчев со 4 гласови за. Да не слушаме сите училишта кај што ги ги разгледале финансиските планови. Еве да не се лутат од Комисија за финансирање буџет, еве и за Комисија од општествени дејности, како ги образложуваат нивните седници.
На 25.12.2025 година Комисијата за општествени дејности и права на децата со почеток во 11 часот ја одржа седмицата со следниот предлог дневен ред. Како прва точка беше предлог програмата за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита на општина Прилеп за 2026 година, која што ја усвои со 5 гласови за. Како втора точка на дневниот ред беше предлог програмата за обезбедување на оброк на учениците во прво, второ и трето одделение за основните училишта во општина Прилеп за учебната 2025 и 2026 година. Истата точка ја усвои со 5 гласови за. Како трета точка на дневниот ред беше предлог програмата за делување на еднократна парична помош за новороденче за 2026 година и истата точка се изгласа со 5 гласови за. И тоа е тоа. Никакво образложение. Само дека зборувале за тоа и се изгласале. Господа советници, господа председатели на комисии, на крајот на криштата мислам дека и на последната седница имаше и предлог да се и седниците на комисиите да одат јавно. Еве во општина Битола и седниците на комисиите одат јавно и може секој граѓан да види што дебатирате, како ги дебатирате, како ги носите одлуките. 2026 година транспарентноста во нормалните земји веќе е на исклучително ниво, а не да се расправаме за елементарна работа, дали имаме информација, дали носите одлуки во наш интерес или едноставно проформа работите таму како што некој ќе ви каже. На крајот на криштата вие 27 души одлучувате како ќе изгледа овој град за 3,5 години, пошто веќе пола мандат ви помине. Тоа веќе е од мене за ова емисија. Се надевам дека не е многу долго, околу 6-7 минути. И ќе се потрудиме вака да правиме анализи на одредени аномалии кои што се случуваат во општините. Општина Прилеп како урнек сепак ни е тука. И се надевам дека ќе придонесеме кон транспарентност, да ги научи, најде малку сите заедно да почнеме демократски да растиме и да не останаа луѓе во градот. Се гледаме.